Од центарот на Скопје видливи се лузните на водно од новите згради, населби, патишта и од масивните инфраструктурни проекти како жичарата, огромните телекомуникацијски објекти и гасоводот кои што беа изградени во последниве неколку години. Одблизу, уништената природа наликува на жива рана. Планината со години талка низ системите и законите за заштита на природата. Државата лани конечно му даде значење на овој проблем. На почетокот на годинава беше презентирана нацрт одлука за прогласување на дел од планината за заштитено подрачје, што предизвика жестока дебата. За промена, прв пат кај нас не се дебатира дали, туку како да се заштити едно подрачје. Студија за валоризација на природни вредности представува документ кој е дел од редовната постапка за заштита на едно природно подрачје. Таа дава представа за тоа каква е реалната слика на водно денес. Според картографската анализа, спроведена од тимот на Дома од 2019 година, јасно се гледа намалување на шумските површини, а експанзија на урбаните објекти. Еден од авторите на студијата, биологот Васил Анастасовски, објаснува дека постапката која се води не остава можности за урбанизација на планината. Ова е сега постапка на репрогласување на водно, не во таа категорија како што е одлучено од градот Скопје во 1991 како парк шума, што било основа нешто такво и во тогашниот закон за заштита на природни ретковности, парк шуми, сега одговара на категоријата заштитен предел. На водно му треба квалификуван субјект за управување. По прогласувањето, обврска по законот е да се определи субјект за управување, кој што треба да има просторни, финансиски, стручни и други услови што ги бара Законот за природа, и по Закон за природа мора субјектот за управување да воспостави чуварска служба. Се предвидува водно во иднина да биде поделено во 5 зони во зависност од нивната природна вредност и функција. На првата, зона на строга заштита, ќе припаднат 6,9% од вкупната површина на заштитеното подрачје. Во овој дел нема да се спроведуваат активности со кои би се загрозила изворноста на природата и би се нарушила природната рамнотежа. За ова треба да се обезбеди посебен мониторинг. Ова е средноводно, едно од најпосетуваните места на планината. Со новиот план се предвидува средноводно да влезе во зоната за активно управување. Ова е зона од висок интерес за заштита, во која се потребни активности со цел да се реставрираат, заштитат и унапредат живеалиштата, екосистемите и други елементи од пределот. Некаде под манастирот Свети Пантелеймон и речиси целата скопска страна на водно ќе биде дел од зоната за одржливо користење. Водно ќе стане заштитен предел. Планината се вклопува во оваа категорија бидејќи е подрачје кое се развило преку активна улога на човекот. Денешната шума на водно е подигната од човечка рака и тука можат да се сретнат растителни видови и од други континенти како Африка, Азија и Северна Америка. За прв пат во Македонија имаме дебата на политики, но не и дебата на вредности кога станува збор за заштита на едно подрачје. Намерата на властите најде на отпор кај некои еколози, професори и граѓански здруженија. Гледаат манипулација во терминот заштита. Според нив е потребен специјален закон за водно, а не само одлука која ќе отвори нов пат за доуништување на планината. Професорот од Шумарскиот факултет Иван Блинков смета дека давајќи и сила на ваквата содржина ќе се нанесе повеќе штета на граѓаните. Нацрт одлуката е еднострана. Има симулации за евентуални поплавување во сегашна состојба и тие се многу загрижувачки. Јас имам спрема поинакво зонирање, ова е најзначено за градот Скопје, за безбедноста на граѓаните. Овој дел. А овој дел гледате овдека зелена, жолта зона, занемарлива. Во студијата за валоризација, зонирањето и активностите е диаметрално спротивно. Небулози има, а тие небулози се поради тотално непознавање на друга проблематика, осим Законот за природа. Законот за води може да се најде одредба за да се направи некоја програма или пропис и не знам што, за заштита на водно од ерозија, од поплави и така натаму. Законот за природа е широк закон, опфаќа се. И нема друг пропис, ја не гледам
Многу дезинформации се шират во јавноста, зашто некои не ја прознаваат регулативата за заштита на природата и законот и оние закони од допирните области, нити па дејност за заштита на природа. Лага. Тоа не е точно. Закон за природа, закон за води, закон за шуми. Сите се во хоризонтала. Нема мајоризација. Јавната расправа не овозможи приближување на ставовите. Авторите и државата ја бранат содржината, останатите категорични во негирањето на текстот. Каква и да биде конечната одлука, факт е дека наводно му е потребна заштита. Како што Скопје ги губи зелените површини и природноста, водно, газибава, па дури и кањонот Матка ќе бидат од се поголема важност за квалитетот на животот на скопјани.